денеска се одржа 11-та редовна седница на Советот на општина Прилеп, на која што бе разгледувани неколку точки од дневниот ред кои што се во интерес на граѓаните на општина Прилеп, во интерес на оние кои што беше предизборно наше ветување во реализација на сите проекти кои што се во надлежност на локалната самоуправа и градоначалникот на општина Прилеп. Денеска беше разгледуван годишната сметка, односно завршна сметка на извршувањето на општина Прилеп, на буџетот на општина Прилеп за 2017 година. Можам да искажам задоволство во однос на она пракса која што ја воспостави градоначалникот на општина Прилеп да присуствува на седниците на Советот на општина Прилеп и да одговара на сите советнички прашања кои што ќе бидат поставувани до него како градоначалник на општина Прилеп. Така се случи во однос на донесувањето на годишната сметка на општина Прилеп за 2017 година, кој што во минатото не беше пракса во однос на таа работа, каде што знаеме во минатото дека претходниот градоначалник не ги удостојуваше советниците во Советот на општина Прилеп и кога се носеше најголемиот акт на општина Прилеп, а тоа е буџетот на општина Прилеп. Ме радува тоа што од страна на градоначалникот е потенцирана важноста на Советот на општина Прилеп како тело кое што ги носи одлуките во интерес на граѓаните на општина Прилеп и е дадена она важност, она достојна почит во однос на тоа како треба еден градоначалник да се унесува врз оние лица кои што се избрани од страна на граѓаните на општина Прилеп, а тоа се членовите на Советот на општина Прилеп. Ме радува фактот што се развина дебата каде што се поставува прашања од страна на членовите на Советот до градоначалникот со една цел да се разјаснат сите оние нејасноти кои што ги интересираат членовите на Совет на општина Прилеп. Друга една точка која што е многу битна во интерес на граѓаните на општина Прилеп е тоа дека Советот донесе одлука за отпочнување со работа на нова градинка во Прилеп. Тоа е во просториите на основното општинско училиште Рампо Левката. Тоа е новата градинка која што градоначалникот на општина Прилеп заедно за време на кампањата ветивме дека голем број на градинки ќе се отворат во градот, затоа што знаете дека граѓаните имаат голем проблем со сместувањето на децата во градинките и кој што е малиот капацитет, кој што реално сега постои во детската градинска наша едина Прилеп. Тоа е проект кој што е многу битен за граѓаните на општина Прилеп. Знаете дека тоа се најдеше во основното училиште, адаптиране просторот од страна на директорот беше ветено дека во најбрз временски период, односно за неколку дена ќе биде отпочната работа, ќе биде отпочната со работа оваа нова градинка во општина Прилеп. Тоа беа голем број на неколку точки на дневниот ред кои што беа од оддел на урбанизам, донесување на завршени сметки на јавното претпријатие водовод и канализација, јавното претпријатие за просторно урбанистичко планирање. Во однос на прашањата кои што се на завршена сметка се развива дебата дека различно толкување, кој што, да бидем реален, имаше конфузност во страна на советничка група на ВМРО-ДПМНЕ, кој што еден советник излегува со еден податок, друг советник со друг податок. На моје прашање дали овие податоци кои што се изнесуваат тука во однос на претходни завршни сметки, односно за период во 2005 година, дали се тие тврдат во однос на таа изјава која што даваат, очигледно дека не располагаат со точни податоци. Знаете, оној кој што го каже градоначалникот на седницата, односно во дебатата која што за прв пат се разви после долго време во Прилеп за завршна сметка и за буџет на општина Прилеп, тоа не било пракса досега во работењето на Советот на општина Прилеп. Беше кажано дека голем број на доспеани побарувања од страна до општина Прилеп, значи оној долг кој што ние како нова локална власт го наследивме, со оглед на тоа дека голем број на фактури достасаа до Советот до општина Прилеп во период после доаѓањето на новата локална власт, и тоа можеме да кажеме дека буџетот не е во добра кондиција моментално, со оглед на тоа дека има голем број на побарувања од страна да се платат фактури кои што се доспеани до општина Прилеп.